Добре дојдовте на ТВ каналот Откритија Discoveries Нова парадигма. Денес е четврток, 2 февруари 2023 година. Овој канал, почитувани наши македонци и пријатели на македонскиот народ, е посветен за вас и од вас, каде се зборува за озбилни прашања и теми, прашања поврзани со неправдите во сите области на нашиот живот. Откритија решенија се емитува секој четврток во 20 часот македонско време. Денес во живо ексклузивна програма во чест на раѓањето на Гоце Делчев и под закана за македонскиот народ. Оваа програма можете да ја следите на YouTube и многу други социјални мрежи. Програмата на првиот истражувачко-творечки, генетички, продлабочен, интернет отворен ТВ канал продукција Откритија Discoveries Надеж за иднината. И по 150 години него оставаат Гоце на мир. Уништувачките агенди против македонскиот народ продолжуваат отворено, геноцидно, фашистички од соседите. Неодржливоста на антимакедонската идеологија. Со мене Силвана Павловска, водител и родолюбите бранителите на суверенитетот од кампусот пред Собранието, народни делегати од првиот и вториот конгрес на македонскиот народ и основачи на Организација на македонскиот народ и представници меѓу кои Славе Дамјановски, Ристо Иловски, Ристо Андоновски, Весела Христова, Нада Андонова, Смилја Новакова, Гоце Гугуловски, Ристо Мијаковски, Софија Николовска, Агапи Тофиловска, Ана Бобинкова Мијаковска, Симон Стојковски, Светлана Пасовска. Тие се нашите поканети гости. Можно е да некои од нив не бидат присутни поради други оправдани причини, меѓутоа тие што се ќе ни се представат подосна. Сега предлагам да слушнеме песната за раѓањето на Гоце. Насловот е Султана Јунак родила, но пред да ја слушниме, да ви ја кажам и јас или да ви ја изрецитирам и јас. Султана Јунак родила. Песни се слушаат весели, кукуш се крева на гости. Никола срце разврзал, Султана Јунак родила. Пламене Гоцев пелени, сокол му љулја лулката. Надглава три самовили, песни му пеат јуначки. Расни ми Гоце порасни, славен ти јунак да станеш, народот ти да го водиш в борба за света слобода. Со твојта верна дружина, со душман ти да се биеш, чумата да ја истераш од жална Македонија. А сега да ја слушнеме Васка Илиева со песнава за раѓањето на Гоце Делчев. Pesni mu peja
na plavom Hristovi, pesni mu peljak junački. Razliti goce porasli, slaven ti junak nastane, narodov ti tako vodi, borba za sveta sloboda. Narodov ti tako vodiš, borba za sveta sloboda. Sopojta verna družina, sodružna vida sebi, čumata dalja istera, očalna Makedonija, čumata dalja istera, očalna Makedonija. Тоа беше Васка Илиева со песна за раѓањето на Гоце Делчев. А сега ми причинува задоволство да им посакам добре дојде на нашите гости и исто така би сакала да почнеме со нашите прашања. Првото прашање гласи вака. На 4 февруари се чествува раѓањето на Гоце Делчев. Оваа година тоа е наговестено од страна на бугарските неофашисти како закана за Македонија и за македонскиот народ. Оди ли едно со друго? Прилега ли такво чествување на раѓање на великан од нивната страна? Повелете. Ја би се најавил за да кажам нешто на ова прашање. Ристо Андоновски. Кажете ни вашето име, ве молам. Ристо Андоновски, ОМОН, Организација на македонскиот народ. Можете да се свртите ваму кон мене, гласот да ви се слуша и подобро да се снима. Значи, нова прашање околу провокациите према македонскиот народ. Значи, тие провокации од бугарските фашисти и другите околу нас што се непријатели на македонскиот народ, не се од сега. Тие подолго време се, па чак и од 19 век да не кажу, да не се навраќаме, со тоа што сега посебно се интензивира околу нашиот великан Гоце Делчев. Значи, ние си ја знаеме македонскиот народ, историјата. Гоце Делчев е македонски револуционер од турското робство и целите негови се кажани. Во неговата реченица што кажува мисла, што кажува го сваќа светот за културно надправ, а не ваков начин на живење. И со тоа ние што направивме? Дозволивме да поради нашите тука нелегални власти да се умешат провокации за Гоце Делчев. Но ја друго би кажал. Ние тој празник е свечен македонски празник на македонскиот народ за нашиот великан Гоце Делчев. И ние тоа достојанствено ќе го пречекаме.
ќе го прославиме на 4.2. А што ќе направи нашата нелегална власт, тоа е нивни проблем. Нема да потпаѓаме на провокации. За нас е овој свечен ден. Свечен ден и достојанство македонскиот народ ќе го прослави. Значи, нема што да кажуваме. Гоце Делчев е македонец. По неговите искази што ги кажува. И ќе се држиме на тоа. Гоце Делчев е наш борец за ослободување на Македонија. Што го изјавува, многу изјавила. Сега, на 4.2. ние ќе се одиме да прославиме тоа достојанствено и со гордост. Како што прилега. Да не... Да, ви благодарам. Достоинствено како што прилега на македонскиот народ. Okay. Кога чествува раѓањето на Гоце Делчев. Да, ви благодариме, господине, за тоа. Дали имате и вие нешто да спомните? Господине Ристо. Да, ја кажав тоа што мислев дека не на провокациите нека прават они што сакат. Од провокациите. Провокациите се измислени за да да падне таа достојанството на тој празник. Ама мислам овој пат они поинаку ќе настапат на 4. По моје мислење сега скромно. Да, целта што ми е нив? Целта ми е демек се врши притисок на Македонија и македонскиот народ да се отвори уставот. Да. Дадат бугарите во уставот. Да. Сега тука нивното сценарио што? Сега ќе смират, мислам, топката овој период на 4. дека покажат добронамерност према македонска. Вие ќе биде целта и европските гледам представници. Вчера го гледам представникот на Европа ГИР, па изјавите на американската амбасадорка, вие пуштете ги бугарите да влезат во уставот, а ние, пошто нивното вето зависи од американската амбасада и од Европа, не зависи од бугарите. Тоа да не се занесуваме дека они имаат таква сила. И ќе кажат, еве ние ќе попуштиме, вие напишете не во уставот. Тоа е страшна работа за Македонија и македонскиот народ. Еве ние ќе попуштиме, не ставаме вето. Тоа нема крај, нели? Нема крај тоа, да. Нема крај. Тоа ќе биде до уништување на Македонија. И друга работа, што би може на кратко, ако можам да кажам. Секако. Они, еве сега со овие провокации, со ово она, сакат на некој начин, еве, ако се направат провокации, значи они ќе со едни криминалци, дилери направија провокација непотребна, паднаа на тоа, ама светот ги прифаќа нив. И сега што со тоа? Ние, еве две можности ја тука гледам. Што се случува? Ако нема провокации од Македонија, достоинство го правиме, дали ние ќе имаме нешто од тоа? Значи, они ќе измислат, еве, да претставим дека на 4. ќе нема достојанство и правиме Македонија, оние на страна ќе бидат, нема да провоцираме. И втората работа ќе има провокации. И во двете случаи они ќе измислат, ќе најдат повод за да не спречуват во евроатлантските интеграции. Ама ја викам, добро е тоа. И во едниот случај и во другиот, да има провокација. Добро. Па ние 9.2018 убаво се изјасниме. Точно така. Се изјасниме дека не ќеме НАТО, не ќеме Европска унија, не ќеме договор од Грција. Меѓутоа, сите тие нешта се спроведоа, постојат тие така наречени договори. Тоа е направено без македонскиот народ, што е најстар. Да, тоа е реалноста. Вчера едно видов од 31.
Prvi 2018 godina, кога професорот Огинар со ними збори. И тој го кажа, мислам, дека тоа што е договорот со Грција, тоа е криминал. Мислам, на тој начин ја го третирам ја. Значи, тука, да не ја... Ние да си преславиме достојанство, да се тоа е свечан ден за нас, македонците. Да. Тоа што како ќе реагираат тие што можеби властите ќе ги поканат и веројатно ќе ги поканат, нели ќе има представници од меѓународната заедница, тука ќе бидат веројатно вклучени амбасадорката на САД и тој така наречен ГЕР, и други, а и представници од Бугарија, затоа што тие сметаат дека се тие со подпишувањето на договорот, дека тие треба да бидат присутни и сметаат дека Гоце Делчев е нивни. Тие многу добро знаат дека тоа не е вистината, меѓутоа си ја водат спроведуваат нивната цел. Како ќе реагира македонскиот јазик? Народ, како ќе реагира народот? Ќе им дозволи на тие лица да бидат присутни? Ќе се одзва на нивните провокации, доколку има, а можно и да има. На кој начин сметате вие дека нашиот народ треба да постапи на ова чествување, ова е прослава? Не би требало да има некакви судари како ланската година и инциденти, нели? Да, ако може да... извини. Значи, прашањето е на место. Вие спомнавте дека ќе има амбасадор американски, не знам, гиро, ќе има медиуми од странство многу, зашто настаното е за нив. Они што да прават? По мене нема да направат провокации, за да покажат добра волја пред светот, да ме пуштаме, а вие стајте невусто, а после што ќе биде, нели? Мислам, тоа ќе биде катастрофа за македонскиот народ. Значи, не верувам тоа да имат, ама еве и да имат. Па македонскиот народ у глобала нема што на тие провокации да паѓа. Да, точно пред малку, дека ние тој ден да пројде без провокација би достојанствено. Или провокации. И во двата случаја они ќе атерат агендата да македонскиот народ да го уништат, ништо друго. Значи, тоа е нивната работа, ние многу добро знаеме која е, меѓутоа ние сме дома, нели сме дома во Македонија, во Скопје. Значи ние дома треба да мислиме како некој од страна ќе дојде да не провоцира. Домајки ни. Тоа е Република Македонија, ние си го славиме Гоце Делчев, тој е наш човек, а тие што ќе прават провокации или ќе прават некои игри така, тоа е нивна работа и нашите власти да видиме, ако викаме нелегално, како ќе се однесуваат. А пак да, извините. Да, добро. Толку ја да не... Ви благодарам. Друг соговорник, ве молам. Да, Ана? Може би те продолжите со друго прашање, па ќе се надоврзем и околу овој аспект. Добро. Благодарам за предлогот. Одиме на второто прашање, а тоа е како може да се цени припадноста на еден деец кој сопствениот народ и што се кон сопствениот народ и што се случува со појавата на вакви напади, испади, присвојувања и отворено непријателство од страна на припадници на други народи. Што може да ни каже сето тоа? До каков заклучок може да доведе? Повелете. Да, јас би се надоврзала и во односи на претходното прашање од соговорникот околу
условите кои што ни ги наметнуваат, заканите и непријателствата што произлегуваат во целата ова ситуација. Како што рече Ристо предходно, Гоце Делчев, историјата потврдила, тоа се аргументи непобитни, вистината е таа, дека е македонец, роден во Кукуш, кој што се борел за ослободување на македонскиот народ и Македонија од османлиското робство. Целиот негов животен пат е револуционерна и културна и општествена дејност е докажана, значи, во тие рамки и во тој дел Гоце Делчев најмногу ги задолжил македонскиот народ и Македонија и потомците, идните генерации кои што се и завет е оставен кон нив, кој што е врежан во првото ковчеđе во кој што се чувале неговите свети коски и мушти, да бидат пренесени во главниот град на независна Македонија. Да. Тој завет неговите поколенија го исполнија 1946 година, кога со меѓудржавна на високо ниво делегација од Македонија во Софија, од Софија се пренесени куските, светите куски или муштите на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје, каде што е неговото вечно почивалиште. Македонскиот народ, односно оние кои што се потомците на сите овие борци и револуционери што дале својата крв за ослободување и за заштита на правото на македонскиот народ и на Македонија, пристојно, достоинствено секогаш го чествувал и неговото раѓање и денот на неговото погубување, и тоа насилно со чин на убиство, на револуционер. Во историјата е забележано дека тоа го направиле структури кои што биле против овие активности, против целата определба на Гоце Делчев за слободна независна Македонија и за македонскиот народ. И е нотирано дека тоа го извршиле припадници на врховисти во турскиот аскер, кога е убиен Гоце Делчев, и дека го предал грчки шпион. И сега чествувањето на раѓањето на Гоце Делчев на 4 што треба да биде, на кое што и ние како македонски народ сите сакаме како македонци да му дадеме должна и достоинствена почит, е веќе ограничено, значи тоа право веќе ни се одзема со тоа што е наметната ситуација на висок безбедносен ризик, каде што треба да има посебен начин и режим на одбележување на тој ден, каде што секој македонец и македонскиот народ се оневозможени, значи да го направат тоа во духот, како што секогаш и предходно и со векови ги чествувале своите големи великани, се грижеле за своето културно духовно наследство, како и за делата и во овој случај останките на тие великани, значи со почитување на местото на погубување, на местото на вечното почивалиште и така натаму. И тоа се случува со една неофашистичка иницијатива, така да речам, во негативен контекст или конотација, од некоја си новоформирана бугарска фондација што носи име Македонија,
кои што со ништо, ама баш со ништо немаат никаков континуитет, ниту по некој вид, ниту наследство, ниту наследници на заслугата на Гоце Делчев или на македонскиот народ или на оние кои што го заштитувале, го чувале, го бранеле делото на Гоце Делчев и ги чувале неговите мушти во премрежијата на војните што се случувале. Значи тоа се, да кажеме, 3 големи војни, општо кажано, значи балканските, па првата, па втората светска војна, каде што никаде бугарите, значи како бугари, како едно етничка припадност или пак народ бугарски, државата бугарска немаат таков, значи, суштествен удел, улога во сето тоа, за да може да наметнуваат на самиот македонски народ, на заштитниците на делото на Гоце Делчев и на самиот чин како тие коски се чувале и пренесувале вакви услови. Значи после 151 година ќе биде одраѓањето на Гоце Делчев, во една демократска под наводници земја, од една земја која што, нели, демократска е, затоа што влегла пред колку години, десетина, во Европската Унија, која што става вето, која што прво не се однесува воопшто демократски, туку се однесува на истиот начин, како ништо да не се сменило во тие 150 години, а и предходно. Значи, со истите по-лоши засилени методи, и сега се наметнува тоа, меѓутоа не е проблемот во таа бугарска фондација или во овие што инсценирале некоја си пипачка за неразчистени некои долгови таму со користење на друга и не знам што. Проблемот е што тоа оди под директно покровителство на официјалните политики на денешна Република Бугарија и денешна северна, нели, со предзнакот државата, што македонскиот народ не ја признава, затоа што има многу сериозни аргументи против тоа, го води континуираниот македонски отпор, откако нели во собранието беше направен тој почели државен удар точно од терористите што се сега во власта, ги поддржува, ги подгрева и на некој начин ги стимулира таквите антимакедонски негаторски што се геноцидни политики и сега сето тоа се става, нели, на ниво на висок безбедносен ризик, кај што замислете, според официјалниот, нели, што би бил протокол за тој ден на 4 февруари, нема да има народ на панихидата што ќе ја држи архиепископот Охридски македонски, господин Стефан, во дворот на црквата Свети Спас. Ќе нема народ, ќе држи панихида, ќе се држат родолюбите македонците на што поголемо растојание. Сега, за да не испадне толку, нели, дека ова е режим што е на вистина неофашистички, има одлики и суштина, не само форма, туку и суштина, се дозволува да се најави кој сака делегација од најмногу 3 луѓе да се пријави, за да може МВР да ги пропушти, да положат цвеќе, но тоа е толку како мене ме подсетува, нешто е како истата форма, само што не би било така баш, меѓутоа да се пренесат сликите како што во логорите нели се пропуштале, па поминувале повеќе контроли, па не смеш да кажеш ова, па не смеш да направиш тоа, па не смеш да се задржуваш, па ќе те контролира кој си, што си. Замислете, да, заличуваме нодел и замислете тоа начестување на раѓање, значи што еден најсветол чин
се родило Божјо дете во Кукуш 1872 година, кој што е задоен со македонството, кој што се борел и организирал во услови на толкава Османлиска империја, значи да организираш една организација која што во тие услови немала друг начин и морала да се бори и со оружје, што можеби во тие прилики, значи додека си уште цвецка оружјето, нели, тоа бил начин. Меѓутоа, гледаме дека и по 151 година од раѓањето, секако помалку од неговото убиство, гледаме дека цвецка оружјето, значи уште понапредно, пософистицирано, а таа благородна хуманизаторска мисла, космополитска на Гоце Делчев, значи што тој бил еден идеолог со висока мисла, со една визионерска, како да речам, борба, дека прво треба да се ослободи Македонија, меѓутоа потоа треба да се развиваме сите како луѓе, како хумани, значи се побива и сега, и ќе се побива и понатаму, не е воопшто напреднато, и во тој смисол, ете, тука ќе завршам, значи, сето ова што се прави, може да се избегне, меѓутоа не да се става на фронтот на првите редови народот, нели, поединците, луѓето, родолюбите, македонците, туку треба да престанат тие антимакедонски, негаторски, непринципиелни, геноцидни политики, што се насочени кон уништување на еден народ, а тоа го нема никој право. Значи, никој друг нема право да уништи народ кој што ги има сите права, како и сите други да живеат на овој свет. И во тој дел ние остануваме на таа линија, на македонски обстој, на македонски отпор спрема сите овие непринципиални политики и ден кога ќе може слободно да се чествува раѓање на еден великан, што македонците имаат најмногу легитимност тоа да го прават. И тоа треба да го прават без никакви ограничувања, закани, условувања и сосема слободно. Тогаш ќе докажеме дека ние сме на линијата на тие убедувања, на таа заложба и на тој завет што го оставил и Гоце, тие што му ги сочувале коските. Доколку дојде во текот на емисијата историчар Славе Дамјановски, тој повеќе ќе оставаме него да го образложи тоа, ние околу овој аспект што е Елен. Благодарам, да. Слободно. Јас може да кажам? Да. Јас ќе бидам краток, бидејќи Ристо и Јана убаво се задржа на некои аспекти кои сакаат да ги кажат. Јас ќе бидам краток и две работи ќе напоменам. Од една страна, несомнено дека Гоце Делчев во богатата македонска историска нишка зазима и е еден од централните столбови на кој македонскиот народ може да се подпре во својата борба за држава, идентитет и така натаму. Од друга страна, нашите соседи, кои се бијат во градите велат дека се бугари, а не се, имаат една погубна политика од нас, македонскиот народ и македонската држава, стара од формирањето на Бугарија, а и таа е формирана, иако се кажува со некоја не знам каква историја, направена е некаде во втората половина на 19 век во турско-руските војни, презимајќи дека се тие
Боге, меѓутоа нема да отидам сега тоа, сакам да кажам дека бугарската политика кон Македонија и кон македонскиот народ не е сменета, според мене, ниту за влакно 150 на години. Истата е во она царска Бугарија, истата е во социјалистичка и иста е во Боже демократска денешна Бугарија. Да. Тоа е. Да. А тоа е ништење, присвојување, со присвојувањето се приближува до ништење на македонскиот народ и македонската држава, историја, и не само македонски, да се разбереме, ние не сме од вчера, туку Македонија има дадено и дала, и ќе дава од мене, многу, не само за својата историја, регионална, туку има дадено многу за Европа. Да не говориме која во Филипи што се случи со Лидија, кога Павле го имаше второто патување свое. Значи, и ред други работи. Сакам да кажам дека ова за мене што го прави Бугарија со своите политики веќе 150 години, преминува секакви, да речеме, некои нормални политички води или намери и преминува за мене во една политичка патологија. Политичка патологија која не е здрава. Кога ќе навлезете во такво нешто, вие немате веќе здрав ум, тука сте болно обсесивни со нешто, што е потрагично, што не е ваше, за да го дојдете, да го докажете, да го измените, да го снема она за која претендирате. Ете, тоа е нештото што сакам да го напоменам и кај што треба да истраиме и да издржиме, затоа што од денешки аспект, она што се случува и моди на прилог на бугарската политика, заради тоа што констелацијата денеска што се одвива во светот и во Европа е таква да ми оди во прилог на таква шизофрена бугарска политика кон нас, заради тоа што и во владите на европските држави, значи во самата Европска унија, е дотерана последниве децении, е дотерана таков избор кој денеска произведува нов фашизам, заедно со центрите на моќ кои сакаат да го скројат пак како и бугарите кон Македонија, со една шизофрена политика, со еден политички дарвинизам, политичка патологија, да го сменат, односно да го задржат и да му наметнат на светот нешто што го имаме во Хаксли или во Орвел. Благодарам. Наше тоа да не го дадиме во рамките на нашите способности, како и светот, а денеска знаеме во Украина што се случува. Ето, тоа би го кажал. Ви благодариме. Преминуваме на нашето трето и последно прашање. Како македонците и вие, основачи на представници на Организацијата на македонскиот народ, ќе го чествувате 4 февруари и во каква атмосфера? Особено би ве прашала за вашите чувства за овој светол македонски ден и празник. Повелете. Ајде накратко јас пред Ана да кажи како е планирано од страна на Организацијата на македонскиот народ и други субјекти родолюбни. Можете ли вие малку поблиску за да можеме да ви видиме, не се гледате во камерата воопшто? Да. Добро, сега се гледа. Малку поблиску може би до Ана, во тој правец, затоа што камерата не ве фаќа. Така. Ви благодарам. Така, би се осврнал баш на она што го повлековте околу чувствата на македонците, на македонските родолюби, околу чествувањето на роденденот на Гоце Делчев.
Во овој контекст би се осврнал на случувањата во последниве години околу односите на Македонија со Бугарија и прашањето на македонскиот народ во контекст на глобалните случувања во светот. Пред неколку години се потпиша се подпиша тој договор за добрососедство помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Потоа се оснива и таа комисија по историски прашања и ред други аспекти околу тоа прашање. Сите тие прашања околу македонското прашање, македонскиот народ, Република Македонија се длабоко наметнати, диригирани од надворешни сили кои преку инсталираните власти и во Република Македонија и во Република Бугарија се тера една порачана наметната агенда која сака да со лажни фалсификати, невистини, дури таа стручна што би требало да биде историска комисија за историските прашања, многу произволно политички ги третира, а не историски фактите, историски кои се поврзани со македонското прашање. И сега да се вратам на вашето чувство, вашето прашање околу чувствата на македонскиот народ. Пред некој ден на еден состанок овде на Организацијата на македонскиот народ, нашиот историчар Славе Дамјановски во своите излагања на историски факти околу Гоцевото убиство, пренесување, чување на неговите коски и така натака, длабоко ме инспирира и некако околу ми се создаде во мене се наметна една дилема, едно прашање како историчарите на вистина, наместо да ја третираат да третираат историски непобитни факти во однос на идентитетот на Гоце Делчев. Кој бил, што бил, за кого се борил? Што е вистина, апсолутна вистина, она што е. Македонецот, каде да е македонец по генот, по својот идентитет, особености и така натака, и никој повеќе ни историски комисии може да го променат идентитетот на некого. Како што е камен од камен, не е дрво. Значи, секој си има свој код, своја ДНК и така специфики, особености, што сето тоа го прави идентитетот на еден народ, на една личност. Околу идентитетот на Гоце, тоа е актуелно прашање помеѓу Македонија и Бугарија во последно време, каде што се создаваат фалсификати, дури вчера на емисијата само вистини, како беше на Канал 5, имаше еден кој се декларира како бугарин и цитира некакви документи на бугарски создадени, креирани во однос на аспирациите на бугарската држава за асимилација и окупација на македонскиот народ, што со нивни документи е докажано дека 1941 година која беше дека од воениот штаб на Бугарија има декрет донесено за окупација бугарската војска да ја окупира Македонија. Тоа се непобитен факт. И уште еден непобитен факт кој има релевантна тежина и вистина за идентитетот на македонскиот великан, апостол Гоце Делчев. Нешто што би можело да се искористи против нив. Не знам како досега овие, дали му става на тие историчари што го третираат македонскиот идентитет на македонскиот народ, особено сега прашањето е за Гоце Делчев, дали му стават од оние законите да гледат право, да не ја согледаат апсолутната широка вистина која е апсолутна низ вековите. Една од тие вистини, непобитни е.
дека кој толку испеал песни за Гоце Делчев во балканскиот контекст. Таа инспирација од историчарот Славе Дамјановски, на онај ноќта ме пробуди како автор, јас сум автор, академски сликар и имам напишано 7 книги, кои се недозавршени поради овие последни состојби наметнати каде што нема услови ни за живење, па камоли за создавање во Македонија. Пласирано од власта на Заев кој викаше живот за сите, всушност умирање за сите тој донесе. Тој е далеко од вистината за живот, тој не знае криминогенна психа. Не може да го доживее или да зборува или да го доживее животот, да зборува за онај права димензија на животот. Така да уште ноќта како творец станав, запишав нешто што дојде во тие творечки процеси, јас ја замолам Ана да го прочита тоа, а сето тоа почнав пред вас, пред камерите, да го пишувам, да остани во една форма ликовна, во ова вертикала, за и за чествувањето и кој ќе остане и во нашата документација. Да. Благодарам Ристо Мијаковски. Благодарам на ова вертикала што е рачно испишана е испишана следнава содржина. Непобитни факти со историска релевантност и тежина за македонскиот идентитет на Гоце Делчев. Та имаат ли бугарите испеано толку многу песни за Гоце Делчев како македонскиот народ ако бил бугарин? Немаат. Та имаат ли грците или други испеано толку многу песни за Гоце Делчев како македонскиот народ ако бил нивен? Немаат. Та дали бугарите, грците или други, доколку го чувствувале за нивен, му ги собрале, изчистиле коските, му исковале особено ковчеже за нив, на кое испишале, ги заколнуваме по колонијата што доаѓаат, светите коски да бидат погребани во столицата на независна Македонија. Август 1923 Илинден. Потоа со години го чувале во олтарот на црква и во македонските пазуви, како најсвети светињи за македонскиот народ. Потоа, на кого не му одговарале гоцевите заложби, дека се уште не е време да се дигне во станието, за разлика од бугарските врховисти за предвремено востание, со цел за негово задушување и неуспешност поради бугарските аспирации кон Македонија. Та кој извршил толку многу убиства на македонски револуционери кои се бореле за слобода на македонскиот народ, спротивно на бугарските, грчките и други претензии за освојување на Македонија. Тоа е текстот. Благодарам. Да. Контекст на ова уште би додал. Ова апсолутна вистина, која не е... Ристо, простете за момент, имаме и друг соговорник изгледа во позадина таму, а? Има тука, ама изгледа некој од собствениците не го тргнал тука. Не, супер, поддржува тој. Да, Ристо, продолжете, ве молам. Кратко би сакал да укажам на историчарите кои се бават особено со ова прашање актуелно сега на државно, меѓудржавно, па и европско равниште, затоа што е тоа поврзано со приемот на Македонија како членка на Европската заедница. Укажувањето е следно, да конечно да се осврнат, да излезат од онај приод ларпурларистичкиот, кој е погубен, кој е стерилен, кој е наметнат со цел да се избегнуваат вистините од разни прашања и да се осврнат на едно релевантно, на вистина значајен еден аспект, чувството и на Гоце, кој постојано во неговите
настапи кажувал дека е македонец и се бори за независна Македонија, тој е аманетот со неговите коски каде треба да почиваат во главниот град на независна Македонија. И непобитна е вистина дека македонскиот народ испеал толку многу песни за Гоце Делчев, испеани од недрата, од срцата, од душите на македонците. Толку солзи се излеали за Гоце Делчев, за прераната смрт на Гоце Делчев, кој живеел 33 години, исто колку и Исус Христос. Не е тоа случајно веројатно. А од друга страна, апсолутна вистина, ако бил Гоце Делчев бугарин, сигурно македонци, бугарскиот народ ќе испеел исто така толку, дури многу повеќе песни за Гоце Делчев. Во овој контекст едно, како да кажам, исто факт во прилог на ова, за мојот дедо Катил Ѓорѓи се народот пеел една многу убава песна Кажи Катил Ѓорѓи, која порано се пеела на секоја забава, секоја прилика и така натака, секој македонец се знае ја пеел, исто така како за Гоце Делчев. Што се случува? Ова сакав да укажам. Таа песна за Катил Ѓорѓи, Кажи Катил Ѓорѓи, ја имаат бугарите препеано на бугарски јазик. Тоа го има на YouTube, секој може да отвори Кажи Катил Ѓорѓи и може да ја најде таа верзија на бугарски јазик. Каде што го третираат Катил Ѓорѓи како бугарски војвода, кој бил заштитник на бугарскиот народ, што не е вистина. Понатаму, додека трае песната, на екранот оди текст каде е роден, дури стои таму улица дека живеел на улица Марксова, број 180. Тоа е адресата во Прилеп каде што сум јас роден. Тоа е точна информација, дури една фотографија со шубара на дедови, која имам јас направено, кога седеше дедови на скалите, мој дури филмот го чувам. Тоа се правени во Социјалистичка република Македонија како држава, на македонскиот народ. И таа песна ја присвојуваат, ја копираат и ја преработуваат со тие историски факти, дека е бугарски, војвода, комите и така натака, што не е точно. Значи, тие очигледно на овај искуствен, вистинит факт, за кој имам докази, може да се е во прилог на фалсификување и крадење на македонската историја во прилог на Република Бугарија. Благодарам за сега тоа. Многу благодариме за сликата. Ете го Гоце Делчев, неговата слика. Даскалот Гоце Делчев. Тогаш преостанува за од мене да ви се заблагодарам на сите вас што бевте присутни и зедовте удел, и на сите оние кои што нажалост не можеа да бидат со нас денес, но верувам дека ќе слушнат програмата и во друга прилика ќе можат и тие да учествуваат. Почитувани наши гледачи и слушатели на каналот Откритија, ја следевте програмата на првиот истражувачко, творечки, генетички, интернет отворен канал, продукција Откритија Discoveries, надеж за иднината со нашите почитувани гости и соговорници. Честит да е македонскиот празник 4 февруари на сите на вас, народе мој македонски во Македонија и на секаде на оваа планета. Немојте да го пропуштите вашето присуство на оддавање почит на Гоце Делчев во Македонската православна црква Свети Спас во Скопје. Организирајте се и бидете таму физички со сето ваше срце и душа, ако е тоа можно. Искрена благодарност за вашето внимание од мене, Силвана Павловска, од Мелбурн, Австралија. И на крајот да ве подсетам,
ве молам, направете subscribe. Притиснете на тоа копче што е subscribe на каналот Откритија, за да бидете известени за следните емисии, да можете да ги следите предходните емисии. Известете ги вашите роднини и пријатели за истиот канал. Откритија, програмата можете исто така да ја следите на повеќето други социјални мрежи, меѓу кои YouTube, потоа Telegram, BitChute, Rumble и така натаму. Ако сакате да се обратите директно до канцеларијата на Откритија, можете да испратите имейл. Адресата е Откритија Discoveries, тоа е еден збор и на англиски Discoveries, Откритија Discoveries @gmail.com. Уште еднаш, благодарам и ве поздравувам. Се слушаме следниот четврток во 20 часот. До слушање од Силвана Павловска. Благодарам, Силвана, и до вас. Знаеме дека имате други обврски таму во Австралија и друго време. Меѓутоа, може после вашето заминување исклучување само ќе дадеме ние една информација за јавноста околу протоколот за 4 февруари и ќе ја завршиме потоа емисијата за кратко. Може. Ви благодарам и јас и на вас. Благодарим и Се ние. слушаме. Пријатно. Љубаво, пријатно. Сега би го прочитала ова што е како едно известување со цел за информирање на секој од некој што сака да го чествува достоинствено, се разбира, раѓањето на Гоце Делчев и да положи цвеќе, па да имаат предвид сите тие кои што ќе одат дека нели некои потребни најавувања ќе треба да се направат за да имаат точна информација. Поради настанот висок безбедносен ризик, МВР и Министерството за култура ги превземаат следните мерки. Поглаворот на МПЦ ќе одржи панихида во 9 часот без луѓе во дворот на црквата Свети Спас. После панихидата до 10 часот цвеќе полагаат само државни делегации без присуство на јавност, освен акредитирани новинари. Од 10 до 10:30 часот цвеќе ќе полагаат делегациите на пријавените делегации од Македонија. Пријавувањето се врши на следниот мобилен телефон со SMS, значи со SMS порака на 072 248 747. Во SMS пораката треба да се напише име на организацијата која полага цвеќе и име и презиме на учесниците на делегацијата, максимум 3 члена. Ќе биле пропуштани за влез по 5 делегации, ќе положат цвеќе, излегуваат од дворот на црквата и така поред. Ова е официјална информација, што кој сака положи треба да постапи така и ние ќе постапиме така. Меѓутоа, на што личи сето ова ќе си дозволам во мое лично име да прашам. Овие поделби на чествување продолжуваат, а како ќе престанат поделбите меѓу народот, меѓу политичарите, меѓу државите, меѓу блоковите, меѓу сојузите, меѓу континентите и така натаму, и потоа пак да бидат криви народите, луѓето, затоа што тие ништо не разбираат што бараат, и кога не сакаат да влизат негде, не разбираат, затоа со сила ги туркат за нивно добро. На што личи ова? Без луѓе панихида да се држи, без луѓе присуство делегација државна, значи ако тие навистина го представуваат народот и државата,
луѓето се подвода за тоа. Значи, ова е спротивно на се што треба една држава и една официјална политика да го прави, особено кога и се заканува уништување на тој собствениот народ, на собствената држава, на собствената култура, цивилизација, крадење на историја, на јазик, на идентитет, на се. Ова е срам за оваа гарнитура, која што и така е нелегитимна, со тоа го покажува и на овој ден, што треба да биде светот, што треба да биде пример, сега да го дадат тие, што сакаат утре да се надеваат на гласови или на поддршка од овој обесправен, избришан, уништен, погазен, малтретиран, тероризиран народ, најпрво од внатрешните терористи. Значи, ова е порака револт, меѓутоа следната е да си обстоиме на својата македонска борба, македонски обстој, добролюбие, правдолюбие, боголюбие, вистинолюбие, миролюбивост, да можеме да излеземе од оваа небигнина и да се ослободиме, што со тоа ние заветот на Гоце Делчев можеме само да го исполниме, затоа што е повторно окупирана, затоа што не е независна, затоа што не е самостојна, затоа што се удоволува на секој што ќе прушти прст да чипне во идентитетот во она што не се чипка на македонскиот народ и на правата. За овие документи што ги имам пред мене, тоа се документи за регистрација на организација на македонскиот народ, иницијатива поведена од родолюбите пред 2 години, за која што пред 3 месеци одеше јавна објава, секој што може да биде основач или родолюб кој ги исполнува тие критериуми, што не е од она страна на доброто, да биде во основачите. Така што се направи основачко собрание, се поднеса, таму е во централен регистар предметот, со тоа што е во жалбена постапка, затоа што Централниот регистар, наспроти со погрешна примена на законот, донел одлука, решение за одбивање на пријава за упис. Тоа е едно ништовно решение, исто како што се ништовни овие големи напумпани договори за уништување на македонскиот народ. Ние таа борба ќе ја продолжиме, се разбира, на најдостоинствен начин, меѓутоа мора аргументите и фактите да се кажат онакви какви што се. Значи, оружјето, тероризирањето, овде не играат улога, се работи за неспорно, неприкосновено право на обстој, на самобитност, што го има македонскиот народ. И тоа Организација на македонскиот народ ќе го има и ќе биде, ќе достои на тие своји определби, за да може со својот обстој, кога ќе го заштити својот обстој, така ќе ги заштити и сите други компоненти кои што се однесуваат на него и кои што му се атрибути, со тоа и државноста. Значи, не може да се урива основата на обстојот и потоа да бараш да постоиш, да бараш да те почитуваат, да бараш некои си таму се собрале некоја група, ајде има и за тоа израз во една песна, и сега тие ќе менуваат историјата на Македонија, тие ќе му ги кројат уставите, па ќе стават на крај, не знам, може ќе дојде да стават, да, андроид во уставот ќе влезе некој таму, не знам, нов организам, некој нов народ, да, нешто што таму, што нема врска со традициите. И околу овој дел, следниот пат, може би уште еден дел ќе направиме околу историскиот дел, точно за животот и за со каков пиетет се пренесувани моштите. Значи, тоа го направиле македонци, никој не ги натерал, дури ги испочитувале и државните тогашни социјалистички, комунистички власти, затоа што било на такво ниво сето тоа, што не може човек што има чувство, тоа да го поби
копие. И им значајот на било, ношките да, и им било дозволено, значи тие копаничарите, значи тоа е мајстор Нестор Алексиев од фамилијата Мирчевски, значи Зографска копаничарска тајфа, исто така од Гари, како и нели другите фамилии, меѓу кои е Прчковски, Филиповски, Петре Гаркада, што го има изработено иконостасот. Значи има една цела приказна околу тој дел и на кој начин македонските иницијативи, значи народни, од народот, од творците, од родолюбите, си ја создаваат својата историја. И тие имаат право на таа историја, не може да има некој друг што нема врска, што нема ама никаква доперна точка со тој дел и после ќе ги крадат, ќе ги продаваат, ќе ги присвојуваат. Значи, еве да го спомнеме, затоа што е поврзан со моштите, мајсторот Нестор Алексиев, неговиот 12 годишен син тогаш во 1946 година, кој што му помагал во копаничарските работи, Миле Алексиев, сега е 80 и неколку годишен, на кој се уште жив. Да, дај Боже да живее многу долго. Значи, тој ги носи тие спомени од детството, за 21 ден изработен, саркофагот, значи, изрезбарен, значи, вториот, кој што сега е во спомен куќата, во спомен собата на Гоце Делчев, во комплексот Свети Спас, кој што е изработен од ореово дрво, значи, во таа копаничарска традиција, значи, мајстор го прави, уметник, творец, резбар, кој што имал, значи, такво чувство, тоа не треба ни да се размислува. Значи, тоа е уште еден доказ како се постапува македонски родолюбно. Имал такво чувство да застане пред германските окупатори, кои што требале да го примат, замислете, од бугарските сојузници, спакуван иконостасот од црквата Свети Спас, бугарите ќе им го подареле на германците. Тие ќе подаруваат нешто што не нивно. И вистинскиот македонец, мајсторот Нестор, застанал пред нив, пред тој официјален представник на германците, кога требало да го транспортираат, веќе биле го спакувале, значи требало само го транспортираат преку превозно средство. Застанал и рекол, како вика вие имате, како можете вика вие така да се однесувате и дали смеете вие да примете и да земете нешто вакво што е работено, значи со таков труд, со таква почит, што со чувства, да, што е многу значајно за македонскиот народ, што не може, тоа не се зима, да, тоа е нешто спротивно на секакви, да, на сите законитости, да, и цивилизацијски, да, не е оправдано. И плюс, значи, колку во дадени моменти, значи, се поклопуваат некои нешто. Значи, тоа не може да се направи вештачки, тоа само е, произлегува пак од тој природен од, тоа му го кажал на германски, чист јазик, мајстор Нестор зборел 6 јазика, копаничар е оправил, нели, иконостаси, изведби своји за цркви во поголем, поширок регион, вклучително и Србија, и Бугарија, и Словенија, значи многу бил за тоа време и познат, и почитуван, и респектабилен. И за своето дело, и тоа му го кажал на германицот, и уште повеќе што вели, значи ова има добиено награда, значи неговата копаничарска дейност неговата била на некоја изложба во Берлин во 1938 година. Значи не може едноставно некои работи не може да се оспорат, да се побијат и да се свиткаат, да се згужваат во нивните, како да кажам, неиздржаности. И тоа е исто во прилог на ова што го зборевме денес. Јас тука ќе завршам, а може... Па нема...
околу чувствата да за... Сите излагања што денеска дел сите нас, Ана Преска спомна што ќе се случи со овие геноциди по Македонија, што ќе се случи македонскиот полуостров, ја би рекол, не, тоа е Балкан, малку измислена работа, што ќе се случи со Европа, што со светот. Па две можности се. Ако победат тие нечестните сили, ќе кажам најопростено, ќе се случи геноцид не само на македонскиот народ, на цел свет, на цело човештво и планетата Земја, не знам како ли. Значи тоа ќе се случи и другата алтернатива, што сите веруваме, дека ќе се случи цивилизирано однесување. Веќе, ако победат некои сили, нечестни, ќе биде нуклеарна војна. Содом и Гомора. Да, нуклеарната војна, да не ја кажеме што. А четвртата е и Путин има спомнато, ќе биде со стрелја ако остане некој други. Значи, нема алтернатива за ова ние што го кажуваме тука. Не само за македонскиот народ. За сите околу треба да се свестат дека тие се две, или. Толку мисле, вака, извини, да не дополнам. Ево јас уште некоја дума за чувствата на македонскиот народ. Денеска Ана ми го прочита протоколот. И знаете, тоа не е протокол, тоа е една ѓаволштина. Затоа што каков впечаток јас добив кога го слушнав. Видете, чувства, според ме сега на народ. Меѓутоа, таму на четврти во Садот нема да има народ. Нема да има чувства на народ за свој син кој го положил животот за Македонија, туку имаме една стерилност без чувства на ова нелегитимна и нелегална власт со помош на делегации, веројатно амбасадорски, не знам уште какви од светот, европски. Се скроени меѓу нив. И нормално аспирациите на бугарите со своја делегација, кај што имаме една стерилност, една безчувственост и една режија во некои нивни замисли за нивни цели, но без народ, а во таму лежи во Свети Спас еден македонец од народот. Овој суверен македонскиот народ не сме на четврти тоа да го изрази. Ами ќе го изрази во името негово лажно, стерилно, една нелегитимна и нелегална власт. А тоа значи дека ни се случува орвеловштина пар екселанс. Тоа, значи, каде што се угушени чувствата на народот, се во заднина, односно никаде ги нема. Седите дома. Чекајте турски се рече. Ете тоа е. Чиста орвеловштина. Навлезени сме. За жал не се случува само во Македонија и во регионот, и во Европа, и најдни распаќа сме, светски, ќе видиме како ќе се однесуваат. Да, и ќе се одвиваат работите понатаму. ова што го каже, стварно и јас го имам истото чувство. И дали, прашањето ме може риторичко, дали тие се свесни и дали тоа сака да го постигнат, дека ова е таа европска вредност што треба ние да не убедат дека тоа е за нас потребното, дека така треба ние да делуваме, а не вака распашани, како да речам, родолюби, песни, игри, славења, се. Нема тоа! Значи, какви се тие македонски, балкански, не знам какви вредности, ова, како се вика, дивјачки, не префинети. Значи, таму, шо има театралност? Тоа е стерилно, баш така, значи, нема тука душа чувства. Таму суверенот не слави. Не треба да бидеш ти човек. Не слави суверенот.
доаѓа една клика која како што кажа за собствена режија, за собствени цели, ќе направи нешто, нека случка што ќе се случи. Да, ќе обезбеди, а нема Но кого. замисли, без народ, без суверено. И тоа е таква отуѓеност, една таква стреност, тоа е нешто страшно за било кој човек. И кога го засегна ти сега дека тоа е надвори ова што се случува, значи тоа што се случува, ние навлегуваме, како што реков пред малку, не само во Хаксли, туку во патологија една, бидејќи во моментот кога рече ти дали тоа што ни го нуди Европа, тоа е правото. Ајде да размислиме дали е тоа правото на тие нивни понудби, кога самите велат, во оние глобализацијски цели го уриваат основната потка на опстојот на човекот, семејството, каде што ќе нема родители, нема родители, има старатели, нема дедо, нема баба. А тоа значи дека глобализаторот вели, мене ми треба само ресурс човечки, ама стерилен, кај што нема да знае кој и што е. Јас ќе го обликувам и ќе му дам. Јас ќе го вајам. И сега, да видиме дали е тоа патологија или е здрав разум со здрави предлози. Ќе го ставиме на масата да го дискутираме, јас се сложам. Тоа е свесна геноцидна намера за уништување на човештвото, дефинитивно. Не, они не може да го човекот не може да го им треба како ресурс. Меѓутоа, се што е човечко во него ништат, се што е цивилизацијски и сета историја и меморија што ја има човештината, така има во Македонија, да ја уништат за да почнат одново. Ете, тоа е, со тоа се обновуваат најцрните. Да, и кога го спомна сега само на кратко, Олдос Хаксли, Храбриот нов свет, значи јас кога ја читав во тие некои средношколски денови така, значи тоа е многу убава книга, побудува на размислување се така натаму, меѓутоа нели млад човек кога тоа го гледа поинаку го разбира, за него има некоја суштина, содржина што можеби не ја согледува, нели, позадината на тоа. Меѓутоа, после, нели, како што околу самиот автор и се, значи, тој употребувал она, како се викаше, халуциногени други, ЛСД, тоа било актуелно во 70-тите, така натаму, и тие му ги давале тие некои, како да речам, поголеми, литературни така визии што ги вметнувал во книгите, не знам што, па таму знам во таа книга зборува нели дивјакот, демек човекот како дивјак што не може да се снајде во светов што сега нели треба да биде ваков онаков, нели според нивни критериуми. И така, значи сето тоа е баш спротивно на онаа суштина што човекот ја носи, ја има како Божји дар, значи не може тука не сме никој да интервенира. А тоа друг пат и исто кој истражува тие аспекти, политичките процеси, системи, да се гледа дека тие природни потенцијали за создавање, значи во човекот се неограничени и од тука ако правилно нели тоа се развива, ги насочи и ги намени за едно нешто што е позитивно, хумано, добро, значи ние ќе имаме сосема свет што е спротивно на Хаксли, на глобалистите, на европјаните, на сите овие што сега ние стварно се наоѓаме во нешто радоста што викаме на живеенето надеж за иднината што ни е наша нели поднаслов на овој канал Откритија ја нема и човекот колку и да има нели се става акцентот на тоа материјалното, луѓето не се среќни се повеќе. Значи и гледам јас и по мене, значи не можеш да го уживаш животот, не си среќен во моменти кога сега е животот. Значи душевно и материјално запаѓаш. 100 години, да. Значи тоа ние го немаме, а тоа треба да го има човештвото, значи и тука треба да се работи, а ова е спротивно
И затоа тоа паѓа. Значи, не е ова одржливо Темница и е. мора да се Темница е тунел тоа без да му дојде излез каде што крај. и затоа по мое ќе нема перспектива. Не втеруваат. И мислам дека ова сега што да закатуваме, збориме дека сме на страна на светињата, а не на страната. Така. А само таа може да го носи во еден свет по човечка, за човекот и по човечка мерка и норми. А ова другото веќе влегува во некој џаволштини, че во една темница, во една патологија, било каква, значи болна, а сета болест треба да се отстрани од здравото ти, да се обширно, да се подсечи. Сушината, Тоа живот, се прави. викаме. По мене тоа е таква енергија од Створителот, што не е неуништива е. Значи таа Не се уништува животот, само- ако сега да не третираме таа тема повеќе Да, за така друг е. начин, таа толку е силна, значи животот, тоа е енергија, вибрација, не знам таму фреквенција и тоа се е створен така генетски животот. Да, и тоа е, во Тоа е суштината. суштината И сега ние правиме нешто што еве загатнаме, чудото. лудост некоја што нема да успее, али еве сега треба и да дадеме отпор. Значи да не е сега ова тема живот, што значи Така е, така. повеќе знаат некои од мене сигурно. Тоа е посебна тема да се каже. Ама- Таа е толку генетски јака, не знам како да се изразам ја сега толку. Добро, мислам така, значи да е у тој смисол. Па тоа што Ричард исто, апропо, нели, тие Да. крилатици што Да, ги да. има мута за животот, така, Да, да. овој што го уништува македонскиот народ, значи тоа се демантира ова ли е живот, ова ли е човечно Тоа е спорно, да. поведение или чествување на животот баш раѓање. Тоа е многу јака сила. Господо, Створителот. И тука нема, не знам, не се уништува тоа, али ќе видиме. Види здраве да видиме. Добро да не. Заклучи. За крај исто, Да. Па еве, веќе тебе ти отворивме едно препуштам. портиче во друга одаја, Име. која е добра за друга прилика. Да. За денеска долго, ете, контакт великанот, Да. достоинствениот, непокорен македонец Гоце Делчев, Син на македонскиот. син на македонскиот народ, кој ете на кого му оддава македонскиот народ и почит и си го смета свој затоа што бил дел од македонскиот народ. И ќе биде. И ќе биде, не може, тоа е апсолутна вистина. Има многу вистини за Гоце Делчев. Една има бугарска дека бил ливни, друга има што знам каква, меѓутоа апсолутната вистина е една. Она што е, она што било. Фактички. Тоа е само една апсолутна вистина. Може да има 1001 вистина, али апсолутна вистина е една. Она што бил Гоце, од мајка македонка роден, султана и од татко Никола, и се борел за да се создаде една независна држава на македонскиот народ. Независна Македонија. Ништо повеќе. Многу Иако грците существено како може да претендираат на Гоце дека бил бугарин, кога тој е роден во Кокуш? Кај што нема стапнато бугарска нога, тие не знам која година ристо до пред Солун биле во една прилика, Без разлика. легле тама. Тука е трагедијата. балканските Од Охрид војни со до Варна. Да, Нели? И од Солун до Белград. да. Прво бугарско, Во второ, главата трето, не знам сме која добро. година. Значи, Да, тука е патологијата. Да, Значи, каде? Значи, може би, ако загатнеме, и немајќи свој идентитет, Так. бидејќи сме българи. И ако сте българи, значи сте Абе, во турската групација Да. на народ. Да, си Велиме, призна, ама си има- призна па има, каде да. има и И таа Захариева. Ако сте да, зборите на кажем, български, да, односно да. бугарски јазик, треба денеска јас и вие да се разбираме. А јас денеска со бугаринот се разбирам, бидејќи тој биде словенски зборам. Да. Ама нема сега
да немаш работата. Има А исто. велиш дека си българин, зборуваш български јазик, а јас не сум българин. Јас сум македонец, изборам на словенски јазик и ти со истиот јазик се однесуваш. И тука можеме, меѓутоа, не можеш да се разбериш со луѓе. Затоа преска споменав дека во патологија поминува, не здраве, не знаеш со кога, бидејќи седнуваш И то криминална патологија. Политичка криминална, знаеш, поради ни, зашто и денеска аспирациите преку Македонија, ете, тоа што остана од Македонија, е за мегали Грција, за велика Бугарија, за голема Албанија, не знам се. И за ова, додуше, ако бидеме искрени, ова е српското парче што го имаме сега. Според нив. Беломорието Да. остана во Грција, Според денеска, а го изгубија Србите ова парче со Да, што Втората светска војна. Да, што Украдено. сега е наред и ова, и пусти одбор. Така наречен Белград не се откажува. Зачину пола Българија ќе дадат за Охрид, знаејќи што е Белград, словенскиот Ерусалим. Ќе го дадат пола Българија. И затоа е проблемот што го загадам ти дека кукуш, не, што ќе кажеш? Наше. И ќе почна со подсвикување историја и нормално со ова што го загадам ја, со историски комисии кои не се историски, ами се политички, нели, направени, со луѓе кои се работат по некој диктат и немат или многу малку имаат со историја. Мислам дека историчарите, особено нашиве, во одбрана и докажување на македонскиот идентитет и на македонскиот народ, особено се зборуваме за Гоце Делчев, абстрахираат или завлегуваат во ларпурларистичко третирање. Значи, третирање, колку третирање стручно, тоа е ларпурларистичко, се бавиш само со себе или професионално, стерилно, која не ја согледува апсолутната вистина. Еден аспект важен е како апсолутна вистина, како се чувствувал тој, каков идентитет, како македонец, бугарин или србин, што знам, се искажувал тој, од какво семејство е, од каква семка род е, што е многу важно за генетскиот идентитет на Гоце Делчев и чувството на народите. Чиј бил Гоце и како го примаме со песните, со и така натака. Тоа е еден аспект кој е релевантен, тоа е апсолутна вистина. Тоа не може, тоа се создавало со децени се создавало и било прифаќено. Ако не било така, македонците пееле, ќе возврателе бугарите со нивни песни, ќе реагирале, чекајте бе, нашиот Гоце, зашто е од душа, нема тони за тоа. Народот бугарски. Тие се така. И уште еден аспект што историчарите не го согледуваат. Да можат да му реплицираат на бугарските историчари и аналфабети политиканти дека бил грчки. Македонскиот народ не од вчера, како Бугарија од која година што е создадена, македонскиот народ има континуитет низ вековите и милениумите, како македонски народ, со своја генетика, свој код, своји традиции, обичаи, специфики и така натака, кој обстојувал низ сите времиња во политички промени, те римјани, па потоа турците, 5 века, македонскиот народ останал, иако црквите му наредиле да бидат пониски од џемиите и затоа ги окупувале. Малци по-напред, сите тоа било наредно од султанот да бидат добро градете цркви, имате право, вие сте народ, вие сте православни, не сте муслимани, не можете да исповедате вера во џемиите, имате право цркви да си правите, меѓутоа да бидат пониски од џемиите и затоа ги купувале малку во земјата. Значи, турците 5 века, македонскиот народ обстојал, почитувани од турците како македонски народ. Потоа се менувале, па и србите пред бугарите биле, нели, окупатори овде. Овде се учело на српски, не значи, дури му ги менувале имината на македонците. Еви на мајка ми е менето, Весела се викава, Трајковска, тие
Трајковиќ Веса. Да. Веса и го Да. смениле, како што во Тоа Грција катастрофа ги и менувале денеска, грците. ќе те надоволам. Меѓутоа, не значи, ако управувала административно грчката, српската власт во Македонија, како Јужна Бановина, како Јужна тогаш не значи дека македонците биле, како викат, Срби Да. или Јужно. Да не е Срби. доказ. Си останал македонскиот народ, македонски народ со својот идентитет. Значи ни турците, ни претходно империите не го смениле идентитетот на македонскиот народ, ни србите, ниту пак ете во Федеративна Југославија исто така се почитуваше, беше признат македонскиот идентитет, дури му е дозволено да си направи своја држава на дел на овој вардарскиот, што се вика дел. Така да од тоа произлегува македонскиот народ, нити е турчин, нити е србин, ниту е уште помалце бугарин. Нити е вештачки направен. Да. Затоа што и ден денеска има 2 милиони и кусор, 2,5 милиони македонци кои се таму. И од вардарскиот и од егејскиот дел на Македонија како македонски код. Тоа е, имам јас поднесено до УНЕСКО пред колку години? 2008. Генетичкиот идентитет на македонскиот народ, кој е таму дефиниран, што не може да се мени. Коската од кајсија, каде да ја садиш, во Бугарија, во Србија, во било каде, таа кајсија си Хималаите. Да. И на Хималаите. Тоа е исто од семето на татко ми и дедо ми кои биле македонци. Јас сум исто така македонец. Не може. Или и православен, менуваат вери. Тоа е многу модерно, како да кажем, купуваат души. И тоа е со интереси. Меѓутоа, генетичкиот код е непроменлив, како што не е променлива сенката на кајсијата или сливата или грозјето, како да поседиш, тоа си Репрезентира исто природно него создател. Така да, сите овие што се историчари не се на потребната висина на третирање и дефинирање на македонскиот идентитет на македонскиот народ и македонскиот идентитет на Гоце Делчев, што е сега актуелно прашање. Што не значи дека не се свесни и совесни, ами се диригирани. Оти не сакам да замислам дека луѓе стигнати со едукација до таа ниво, вака ќе се однесуваат, освен ако не има. И сега тоа е една пак трагедијата кај што подлегнуваме на тие. Се актуелно прашање само една реченица, која е актуелна сега, корупцијата во Македонија, и исто така и во третирањето на идентитетот на Гоце Делчев и на македонскиот народ има корумпираност. Корумпирани авторитети, стручњаци, платени, купени, уценети. Ете, еден знаеме, дури дадена му е академска титула, за да може да прави фалсификати, да работи во интереси на друга држава. Ана Загатна Захариева е спомна. Таа сама призна јавно дека со Турско, окей. А јас негде читав после тоа, негде како податоци напишани, татко и мајка се од Пиринска и македонци се 46-та. Значи тоа е веќе буда. Малку е. Раде Шаја, што ми е председател. Дедо му негов е од Ресен. И тоа е страшната работа. Неговиот дедо до 903 се води како македонски публицист. А 913 он го попишува Букурешкиот договор во име на Бугарија. Што е тоа, веќе? Лири. Што е тоа? Нешто има. И Ристо ме загатна преска за дедо му која збори. Па ние сите имаме трага во фамилиите од Турско, од Балкански, од Прва светска војна, да кажеме. Мои дедовци, негови, сите, ајде да не кажам, прадедо мој, на дедо ми од мајка ми и татко, пред 908
у затвор оди. У затвор, нели, турски. Ама свеќа уријетот, брат негов се оди таму, брат, знам таа фамилија, од Валандо ја знам, сме се договорили после тоа, му вика, абе брате да ти помогнам. Ама тој бил прогршката ВМРО, сега да не кажам, ова по... Да, се ги поделила семејства, браќа. Тоа. Значи, тие сте Тоа е страшни лошото. работи во геноцидот да се направи на Македонија, меѓу раздор, као сега, да не се лажем, и сега е истото. Да, убав пример. Да, а ние, а сега да не зборам ја, Андарти спомна, нели, геноцидана, и мене ми текна, на татко ми дедо, постар, од дедо ми, од прадедо ми, што бил Станково, затвор турски, за 20 години, он е пребеган од Солунско. Од Солун, негде по мои проценки, пошто дедо ми, татко ми татко, 1871 е, документи имаме, а тој е негде порано, тројца браќа биле, значи, тој бегал, зашто бегал? Јас сум прав, татко ми не знае толку, повеќе дедо ми овој што е од мајка ми татко, па пребегал таму, Грк некој заклав. Тие андарти правиле проблеми, уши у Турско и пребегал у Валандо. Значи тоа, ние имаме големи траги, големи геноцид. И трауми. Трауми. А еве најблиско што е, Ваташа и не знам што. Па кој ги отепа тие деца, бе, други? Мислам да не е, тоа тема голема. Не се ме подсети на еднаш бев во една екипа стручна за конзервација на фрески во една стара црква од 13 век во селото Варош до Прилеп. Свети Никола црквата, многу значајна, многу убава црква, каде што откриле 3 слоја на фрески и требаше да се извадат новите слоеви на фрески, новиот малтирот. И таму баш мене ми дојде над дадо една значајна, секојаш над влезот на вратата, главниот врез на црквата, кај што се крстат луѓето кога влегуваат, и секојаш таму има значање. И мене ми е дадо таа професорот да третирам, бев доста внимателен, вешт, нели, во конзервациите. И последниот слој пишуваше како сега ова фреска е поклонува фамилијата Северкови. И така, на бугарски. Го вадат тој, или на македонски беше, не сеќам се, тоа беше пред... Да, и го вадам тој слој, затоа што има уште 2 слоја. Истата фреска, истата фамилија. Замислите на бугарски, Северковиќ. На српски, пардон. На српски напишан, нели, долу таа беше полукружна фреска и над самата врата хоризонтална ова фреска е поклонува фамилијата Северковиќ, на српски испишано. Истата фамилија, презимето се менува. Понатаму кога дојде на старословенски, последниот невредниот слој, каде што немаше тоа, затоа што само во последниот век, од поделата на Македонија со 12-13, многу од нас, јас во мојата фамилија, има дедо и баба кои знаеа грчки, бидејќи патриаршијата беше тука, разлика на пример во Прилеп со Кајвас, екзархијата. И тие како мали дечиња учеле грчки, за да веднаш после Првата светска војна, моите родители не знаат грчки, не знаат српски, затоа што уче на српски. И сега како куризитет, во 40-та година кога администраторите български доаѓаат тука, привремено држејќи ја Македонија во окупација 4-5 години, најмалата сестра на мајка ми не знае грчки и српски, не знае български. Бидејќи кога дојда тргнала во прво одделение, и таа си родата и ден денеска уфрлаше по български. И сега тоа е целата трагедија која треба секој од нас да знае и да обстоиме дека
ја обсуваме на нашето македонско. И ден денеска сега се надоврзуваме. Татко ми почина 2013 година, 29.1. И после неколку дена ми бара тука дека мреница таму да одам, таму у Валандовда. Ама ја тогаш не бев спремен, немав ни колава. Одам на 4 февруар и ми дава јас у автобус, после превоз немаше, читам дедо ми, за мајка ми, нели, она извод таму што бара као дојца она, Закич, дедо ми, баба ми Катерина Закич, значи баба од мајка ми мајка, и мајка ми Закич. Абе, полудев. После се вратив некој ден за друго нешто таму, нели, околу тие документи, и таа роднина беше. И викам, што се направило, јас полудев? Абе, ти викам, у Македонија Закичу српско ги викале. И, абе, ја викам, не беше тој од полиција, и викам, абе, на некој начин, мислам, извини, на некој начин се налютив многу. Викам, бе, Македонија, како ми менуваш ти име, било српско. И мислам да не е растеглара. Значи, и од денешно време се прави некои финти кои нас не се добри. Значи, не понижува. Не се финти. Во сегашно во Грција, нели, имињата ми им се македонски, им се ова, и слушав за Бајле, значи, 2 години има, кој нема на возила со нова НМК, треба код 2 после тоа, согласно договорот кој што е нелегитимен. Да. Исто така и други работи, значи заветот останува на поколенијата да биде независна, повторно се дати сувереност. Околу идентитетот се уште живи сведоци има кои кажуваат едно село вика од едната страна се кажуваат пробугари, од другата страна на река нели, дели селото, од другата страна на реката пробугари, прогрчки. Чувствува, нели. Тогашната јасно е пропаганда имало и бугарска, и грчка, и српска пропаганда имало во Македонија, и така прифајкале некои Богомила посебно. Така, то не значи дека тие што живееле од едната страна се српски народ, или од другата страна на реката се бугарски народ. То се пропаганди. Апсолутната вистина дека целото село се македонци. Точно. Брајка, сестри, целото обично се го... Само што се делат. Ова е политичка, како се вика тоа, пропаганда, наметната да се едните запишат како срби, другите како бугари. И се на основа тие некакви записи од некогаш, кои не се апсолутна вистина, неко тоа се дури подкупени со сребреници и така натака, апсолутната вистина е дека целото село е македонски народ. И тоа е апсолутната вистина. И таа треба да се негува, да се докаже. Ова другото како рџа, како пропаганда и окупација. Окупација, тоа е де јуре, може важите факто, нема врска меѓу луѓето се македонци. Многу имаме интересни и важни работи. Добро, значи да тука ние би завршиле оваа емисија, информиравме околу начинот на кој што да бидат запознаени сите кои што сакаат да го чествуваат овој ден. И нека постапат согласно својата совест и разумно, затоа што има прикладни соодветни начини на кои што може најмногу да се изрази почита и да не се остави простор да некој да поентира со примена или на непримерени средства и така натаму, што е тоа површно и небитно. Почитувани, ве поздравуваме
и да биде во најдобар ред и достоинствено секој што сака ете и да положи цвеќе или на друг начин да го одбележиме овој македонски ден, затоа што на овој ден е роден македонски револуционер, деец, учител и космополит Гоце Делчев. Довидување. Да бидеме живи и здрави за новите генерации. Така, да им оставиме иднина.